Како се однесуваме кон оние кои што ни сгрешиле во животот? Ова е прашање со кое што секој еден од нас ќе се соочи. И тоа многу често ќе се соочиме со ова прашање. Без разлика во што верувате, без разлика кои се вашите животни вредности, без разлика кој е вашиот светоглед, секој еден од нас ќе се соочи со ова прашање. Но иако универзално за сите нас е тоа што сите ние, без разлика на нашите верувања, ќе се соочиме со ова прашање, оно што е карактеристично за Библијата и за христијанската вера е дека христијанската вера ни нуди еден повисок стандард во однос на начинот на кој што го одговараме ова прашање. Повисок стандард во однос на тоа како се однесуваме кон оние кои што ни направиле некакво зло во животот. И простувањето, не само Божјото простување кое што Бог ни го дава нам за нашите гревови тогаш кога се каеме, туку простувањето од аспект на колку и дали ние им простуваме на оние кои што нас не сгрешиле, е една од централните теми на Библијата. Како во Стариот, така и во Новиот Завет. И конкретно, простувањето е една од главните теми на посланието кое што апостолот Павле му го напишал на Филимон. Послание за кое што размислувавме минатите 2 недели, ќе размислуваме оваа и следната недела. Филимон бил пријател на апостолот Павле. Имале заедничка вера, имале иста вера во Христос и најверојатно живеел во градот Колос, во денешна Турција. Бил доста богат човек и во тоа време покрај другото да си богат човек значило дека имаш дома робови и слуги. И еден ден, еден од тие робови на Филимон одлучил дека сака да почне нов живот, дека сака веќе да биде слободен човек, и кога роб сака да почне нов живот и сака да биде слободен човек, тоа се постигнувало на еден од овие следниве два начини. Или ќе собереш на некој начин, не знам на кој начин, доволно пари за да си ја откупиш својата слобода, или ќе избегаш од својот господар. Нема друг начин. Онисим се одлучил за вториот начин. Еден ден станал и избегал од домот на Филимон. И бегајќи од Филимон и обидувајќи се да започне нов живот далеко од домот на Филимон и далеко од таа околина во која што претходно живеел, Онисим налетал на апостолот Павле. Апостолот Павле бил во затвор или во Ефес или во Рим, најверојатно во еден од тие затвори бил и ја проповедал христијанската порака, го ширил евангелието. Онисим го слушнал евангелието, поверувал во евангелието и после некој време апостолот Павле најверојатно му рекол: Онисим, ти си сега христијанин, претходно беше многу божец, претходно беше се поначаше како криминалец и живееше друг живот, ама сега ти си ново создание во Христос. И иако си ново создание во Христос, иако Бог ти ги има простано гревовите кои што ти си ги направил во минатото, сега е време да отидеш и да се помириш со Филимон. Оној на кој што ти му сгреши, му избега пред некој период, можеби станало збор за месеци или години, и време ти да се вратиш назад кај него и да побараш простување од него. И кога Павле го пратил Онисим назад кај Филимон, со него пратил едно писмо, кое што Павле му го напишал на Филимон. И тоа писмо ние денеска го имаме во Новиот Завет и е познато како послание до Филимон. И во ова послание апостолот Павле ја обработува темата на простување и помирување. Нешто кое што секој еден од нас треба да го знае, особено ние кои што тврдиме дека веруваме и дека следиме во Христос и дека го следиме Христос. Помирувањето и простувањето се нешта кои што треба да бидат карактеристични, особини кои што треба да бидат карактеристични за нас кои што се нарекуваме со Христовото име. И ќе читаме сега, минатите два пати читавме од 1 до 7 стих и сега ќе читаме од 8 до 14, каде што апостолот Павле на Филимон му го пишува следново. Затоа, иако имам во Христа голема слобода да ти заповедам како што треба, сепак од љубов кон тебе те молам јас, каков што сум, старецот Павле, сега затвореник за Исус Христос. Те молам за моето чедо Онисим, што го родив во оковите своји. И тој некогаш беше некорисен за тебе, бескорисен за тебе, а сега ни е многу корисен и тебе и мене. И го праќам назад. А ти прими го како да е мое срце. Јас сакав да го задржам при мене за да ми служи место тебе во оковите за благовестието. Но без твоја согласност
не сакав ништо да направам за да биде твојата добрина некако принуда, туку доброволна. Апостолот Павле го започнува овој 8 стих со зборот затоа. И зборот затоа е еден многу важен збор во Новиот Завет, особено во посланијата. Затоа што кога ќе прочитаме зборот затоа, и ова е особено карактеристично за посланијата кои што апостолот Павле ги има напишано. Еве што често прави апостолот Павле. Праќа поздрави на почетокот од секој негово послание, дава поздрави на тие што го примаат посланието, и после им објаснува тие што го примаат посланието, што Бог направил за нив и кои се тие во Христос. На некој начин преминува започнува со теоретскиот дел од верата. Еве кој сте вие во Христос, еве што Бог направи за нас, еве вие сте ново создание, еве Бог ви ги прости гревовите, вие сте негов народ и така натаму. И во одреден момент од своите посланија, апостолот Павле го пишува зборот затоа. И секој пат кога ќе го прочитаме зборот затоа, особено во Павловите посланија, многу е важно за момент да застанеме и да се подсетиме на сето она што Павле го напишал дотогаш во тоа послание. Бидејќи зборот затоа е еден пресек во Павловите посланија. Пресек помеѓу кои се луѓето во Христос, нивната позиција, што Бог направил за нив, и по зборот затоа, она што Павле го пишува е практична примена врз основа на тоа што било кажано претходно. Има неколку примери во Новиот Завет кај што апостолот Павле го прави тоа, ама еден пример е, ќе се сетите стихот во Римјаните 12 глава 1 стих. Во првите 11 глави од посланието до римјаните, апостолот Павле им го објаснува евангелието на црквата во Рим. Што Бог направил за нив, кои се тие во Христос и така натаму. И во 12 глава 1 стих вика: затоа, браќа, поради Божјата милост, ве молам да ги предадете своите тела како жива, света и богоугодна жртва и така натаму. Идејата е, еве што се Бог направи за вас и како резултат на тоа што Бог го направи за вас, затоа еве што вие треба да направите за да му служите на Бог. Не да заслужите Божјата љубов, туку за да му служите на Бог како благодарност за тоа што тој го направил за вас. И тоа го гледаме тука. Првите 7 стихови апостолот Павле го охрабрува Филимон, вика: слушам за твојата вера, слушам дека ти го сакаш Бог, ги сакаш светиите, слушам дека напредуваш, дека срцата на светиите се успокоени преку тебе и така натаму. И во 8 се вика: затоа, врз основа на сето тоа што сум го слушал за тебе, еве што очекувам да направиш сега ти. И тука во 10 стих, односно во 8 и во 9 стих, Павле вели: иако јас имам право да ти заповедам што треба да направиш, сепак нема да ти заповедам. Јас ќе те замолам. Ќе те замолам и зашто го замолува, вика: те молам за моето чедо Онисим, што го родив во оковите своји. Павле се застапува за Онисим, но не се застапува со еве како ти има да направиш. Не му вика така на Филимон, туку му вика: Филимон, имам право да ти заповедам, имам право да ти речам вака ќе направиш, ама јас ќе ти речам, те молам, направи вака. И прашањето е зошто Павле имал право да му заповеда на Филимон да постапи така како што требало да постапи. Затоа што Павле бил апостол. Затоа што Павле бил човек со голем духовен авторитет во тоа време. За жал, ние денеска зборот авторитет не го сакаме многу и не ги почитуваме многу нашите авторитети, особено за другите авторитети, иако Библијата не повикува да ги почитуваме и луѓето кои што ја водат државата, ама особено и во црквата, треба да ги почитуваме оние кои што Бог не ги поставил како авторитет. Не дека тие се подобри од нас, не дека дека Бог нив повеќе ги сака, ама во секоја црква Бог поставил авторитети. И како што во секоја црква има авторитети денес, така и порано имало авторитети. Ама главни авторитети во тоа време биле апостолите и Павле бил еден од нив. И вика: иако јас имам право како апостол да ти кажам што ти треба да направиш, јас ќе те замолам. И каков пример ни остава Павле со овие зборови? Пример за меѓусебни односи, како треба да ги градиме меѓусебните односи во црквата денес. Бидејќи секој еден од нас ќе примети како некој друг прави нешто
кој што можеби не е по Божјата волја или пак не прави нешто кое што треба да го прави, а е по Божјата волја. И наместо да во такви моменти ние да земеме да се караме и да викаме вака има да направиш, иначе тешко тебе ќе биде или има мене да ме слушаш, колку ќе биде подобро како апостолот Павле да речеме те молам направи го. И што е на кое што Павле го бара од Филемон, вика те молам за моето чедо Онисим, што го родив во оковите своји. Знаете, тука за прв пат во ова послание го читаме, го наоѓаме името на Онисим. До сега во првите 9 стихови воопшто не се споменува Онисим, иако е еден од главните ликови во ова послание. Тука за прв пат Павле отворено кажува која е причината поради која што го напишал ова послание. Онисим кој што се вратил назад кај Филемон. И овој 10 стих за мене е еден од најинтересните стихови во ова послание. Зошто? Бидејќи Павле вика те молам за Онисим, ама особено овој момент кај што вика што го родив во оковите своји. Да не забораваме дека апостолот Павле, како што пише тука, вика го родив во оковите своји. Значи бил во окови. Прва глава, први стих ни кажа, вика Павле затвореник на Исуса или за Исуса Христа. Павле бил човек кој што бил во затвор. Не само што бил во затвор, туку во 9 стих вика старецот Павле. Најверојатно веќе бил во години, бил постар човек. И иако бил во затвор, иако бил постар човек, сепак не дигнал раце од службата за Бог. Не дигнал раце од идејата дека треба да му служи на Бог се до крајот на својот живот и дека има што да даде на другите. Павле бил свесен дека иако е во години, иако е во окови, сепак Бог преку него може да действува во животите на другите луѓе. Иако е во години, иако е во окови, он си рекол, јас имам што да кажам. Јас имам што да направам, јас имам што да придонесам за Божјото царство. Тешко ми е? Да, во окови сум. Тешко ми е? Да, во години сум. Ја немам веќе силата која што имав предходно, пред 10-15 години, кога што може да трчам и да служам и цело време да сум активен. Ама, дури и сега, кога сум во години, кога сум во окови, Бог има преку мене што да им даде на другите луѓе. И ова е многу важно да го имаме на ум за нас денес. Бидејќи секој еден од нас, кога тогаш, и тоа не еднаш, повеќе пати во животот, ќе се најде во окови, символички кажано. Нека оковите денес ни бидат на некој начин символика за нешто кое што ни ограничува во животот. За некоја неочекувана, непосакувана ситуација. За нешто кое што можеби, поради кое што можеби сме чувствуваме притисок во животот. Секој еден од нас ќе се соочи со такви моменти во животот. За жал, некој пат склонноста кога сме во окови, символички или повторно кажано, кога сме во окови, за жал, некој пат нашата склонност е кон тоа да седиме со скрстени раце и да помислиме дека ние нема веќе што да дадеме. Дека сега тоа што треба да се случи е другите да даваат за нас, другите да ни служат нас, другите да се молат за нас, другите да не охрабруваат, а ние само да седиме и да примаме. И иако кога сме во окови ни е потребна помош и охрабрувањето и молитвите на другите луѓе, сепак има и ние што да дадеме, односно Бог има што да даде преку нас на другите. Павле можел да седне на страна и да рече: "Еј, во затвор сум, што има да дадам? Немам ја веќе ништо, готово, се потрошив, нема веќе што да дадам. Сега само другите треба мене да ми дават." Ама Павле знаел дека тоа не е вистина. Павле знаел дека дури во неговите окови може да го роди Онисим. И се разбира, ова раѓање не се однесува на физичко раѓање. Не е тој стариот филм со Шварценегер кај што тој раѓа дете. Туку ова е духовно раѓање. Ова го роди во оковите своји, значи јас му помогнав на Онисим да дојде до спасение. Не дека јас го спасив, а му кажав за спасението. И кога му кажав за спасението, он поверува во Евангелието и се роди наново, се роди духовно. Ама знаете, кога се наоѓаме во окови, некој пати кога за вие кои што сте повозрастни, кога сте во години, тоа што го вика нашето човекот е во години. Ѓаволот некој пат, сатаната ќе дојде, непријателот на нашите души, и ќе се обиде да не убеди во идејата дека само затоа што сме во окови или затоа што сме во години, дека
ние веќе нема што да дадеме. Стар си, седи си, ќути си, ти веќе нема што да дадеш. Тешко ти е, седи си, ќути си, ти нема што да дадеш на другите. Ама тоа не е вистина. Тоа е чиста лага која што произлегува од таткото на лагата. Ако апостолот Павле можел да биде употребен од Бог, додека бил во окови, тогаш Бог може да употреби и тебе. Не викам дека со тоа, не сакам со ова да негирам тешкотијата на ситуацијата во која што може и моментално се наоѓаш. Ама оно што сакам да го кажам е дека оковите никој пат не биле пречка за Бог да ни употреби. Без разлика на што се однесува тоа оковите во твојот живот. Може би станува збор за некои емотивни окови, може би некои финансиски, може би некои семени, може би некои здравствени, што и да е. Бог се уште може преку тебе да им даде нешто на луѓето, како во домот, така во црквата, така и на пријателите и луѓето кои што секојдневно ги сретнуваш во животот. И тука во 11 стих апостолот Павле ја објаснува всушност промената која што се случила во животот на Онисим. Она што Павле го пишува во 11 стих е следново. Вели вака: и тој некогаш беше безкорисен за тебе, а сега не е многу корисен и тебе, и мене, и го праќам назад. Еве вика каков беше некогаш Онисим. На некој начин, еве каков беше пред Христос. Пред Онисим да поверува во Христос, пред Онисим да поверува во Евангелието, да го следи Христос, он беше безкорисен. Ама сега, кога ја слушна проповедта, кога го слушна Евангелието, кога се покаја за своите греови, човече нема да се верува. Онисим е понеков човек. Да, знам дека претходно беше човек кој што забушава. Знам дека не можеше баш многу да му веруваш, не можеше да се потпреш на него, знам дека не беше одговорен и така натаму. Ама сега, кога го прифати Евангелието, сега кога поверува и кога почна да го следи Христос, уште да му каже Павле на Филемон, ти не можеш да го препознаеш овој човек. Сосема поинаков е од тоа што бил претходно. И тоа е тоа што Евангелието го прави во животот на секој кој што ќе поверува во таа вест, таа радосна вест. Дека Евангелието е радосна вест која што вели дека Господ Исус Христос умре на крстот за нашите гревови, по 3 дена воскресна, и секој што верува во таа вистина, во таа реалност, секој кој што ќе го заснова својот живот на таа реалност, секој кој што ќе го следи Христос, не само што добива вечен живот, туку добива и променет живот, тука, уште додека е на земјата. Евангелието ги менува нашите животи до таа мера толку драстично, што другите не може да не го забележат тоа. Може би нема да им се допаѓа на другите тоа. Може би кажат, ти си секташ, ти си нововерец, и ти си религиозен, нели, кога си забегал религиозно и така натаму. Тоа е веќе друга тема. Ама, кога ќе поверуваш во Евангелието драстично ти го менува животот. Вика, од безкорисен човек направи корисен човек. И Евангелието не е радосна вест само затоа што Бог не ги простува гревовите. Евангелието е исто така радосна вест затоа што Бог ни дава сила да не ги правиме истите тие гревови кои што тој не ги простува. Евангелието не е само радосна вест затоа што Бог ни дава спасение на нашите души и ни дава вечен живот и ден на небото. Евангелието исто така радосна вест затоа што Бог не ги менува нашите животи додека сме тука на земјата. Тоа било сведоштвото на Онисим. Нека Онисим доживел промена во неговиот живот. И секој кој што тврди дека го следи Христос ќе има исто сведоштво. Еве како бев претходно, еве како сум сега. И не само што јас ќе го тврдам тоа за мене, туку и другите луѓе, како што Павле го тврдел тоа за Онисим, ќе може да го препознаат тоа во нашите животи. Но секој еден од нас е повикан да биде Онисим. Да биде корисен, бидејќи тоа значи името Онисим. Корисен. Корисен по дома, корисен во црквата, корисен помеѓу пријателите, корисен на работното место, корисен во општеството во кое што Бог не поставил да живееме. Бидејќи Евангелието дава промена на нашите животи. Простување на гревовите
ама и промена на нашите животи. Од луѓе кои што биле нечесни и алчни, Евангелието прави луѓе кои што се честни и кои што на некој начин, како што вели нашиот народ, луѓе кои што се домаќини. Од луѓе кои што како они си биле безкорисни, сега прави корисни луѓе. Од луѓе кои што биле зависни од наркотици или пак од алкохол или од какви да е други пороци, Евангелието прави луѓе кои што се средени, одговорни луѓе. Од луѓе кои што се депресивни, склони кон самоубиствени можеби мисли и такви некои работи кои што не се волја на Бог, туку се волја на сатаната за нашите животи, Евангелието прави луѓе кои што се радосни, кои што се полни со живот и таму каде што одат поносат Христовиот живот кој што е во нив. Тоа е промената која што ја прави Евангелието во животите на сите оние кои што велат јас поверував и јас го следам Христос. Секој кој што го вели тоа може да погледне назад кон својот живот и да примети дека има промена. Не дека таквата личност е совршена сега, ама не тој што бил претходно, не е таа што била претходно. Зошто бидејќи Бог му го променил и се уште го менува неговиот живот. И во 12-тиот стих апостолот Павле за прв пат во ова послание на некој начин директно, јасно и гласно што се вели кажува што тој бара од Филемон. Еве што вели: а ти прими го, се однесува на Онисим, како да е моето срце. Кога апостолот, и тука во овој стих сваќаме веќе јасно ние дека ова послание, ова писмо кое што Павле му го пратил на Филемон не е чисто писмо каде што го прашува Филемон како си, слушам дека добро напредуваш во верата, фалам на Бог за тебе. Туку е посредничко писмо. Писмо во кое што апостолот Павле опишува на Филемон и се посредува за Онисим. Вели, прими го како да е моето срце. Ова моето срце не се однесува на кардио, на срцето кое што чука во нашите гради. Туку ова се однесува на нашиот внатрешен духовен аспект од човек, од секој од нас, од луѓето. На некој начин Павле како да му вели на Филемон: ти прими го Онисим како што ти би ме примил мене. Кога јас би ти дошол на гости, би ти тропнал на врата, како би ме примил? Сигурно би ме угостил, сигурно би ме дал најдобрата соба во твојата куќа и така натаму. Сакам истото да го направиш за Онисим. Не сакам да му се лудиш, не сакам да го казнеш, сакам да го направиш истото и за Онисим. И ова е многу јасна и многу добра слика на Евангелието, на радосната вест. Тука го имаме Евангелието, го имаме. Зошто? Бидејќи Павле се посредува пред Филемон за грешникот Онисим. На ист начин, Христос се посредува пред Таткото за нас грешниците. Колку е за мене ова прекрасно што го најдов, што не го најдов јас. Бог го ставил таму. Ама што го согледав, што Бог ми помогна да го согледам, дека ова е многу добра слика на Евангелието. И треба да му бидеме благодарни на Бог што дури овако некој посланика што викаме, пријател напишува на пријател, дека дури тука Бог го инспирирал апостолот Павле да пишува на таков начин, што дури во ова едно навидум обично писмо кое што еден пријател му го праќа на друг пријател, го имаме Евангелието. Имаме како Павле се посредува пред Филемон за грешникот Онисим, како што Христос посредува пред Таткото за нас грешниците. И му вели: ти прими го, како да ме примаш мене. Прими го Онисим. Не го казнувај. Немој да му се лутиш, немој да му се одмаздуваш. Знам дека ти сгрешил, ама не заборавај што Христос направил за тебе. Тоа е многу важно да го имаме на ум секој пат, кога некој ќе ни сгреши во животот и се мислиме што да правиме со таа личност. Ама он многу ме повреди. Павле, не само во ова послание, туку и во целиот Нов Завет не подсетува, авторите на Новиот Завет не подсетуваат, ама сети се што Христос направи за тебе. Не постапувај со другите согласно нивните дела кон тебе, туку постапувај кон другите согласно Христовото дело за тебе. Ама да ја потсетам на културолошката позадина, историската позадина на времето во кое што живееле Павле, Филемон и Онисим.
Ако ќе земете да читате малце што велат некои историчари во однос на тој период од Римското царство, од Римската империја, некои историчари велат дека во голема мера Римската империја доста се наслонувала на силата на робовите и на слугите. Некои дури велат отприлика дека или 1/4 или 1/5 од населението во Римското царство, во тоа време во Римската империја биле луѓе кои што биле робови. И на некој начин за некои од луѓето во тоа време да се продадат како робови значело дека ќе имаат барем покрив над главата и храна што ќе ја јадат, бидејќи некој од нив, пример, да речеме, нема работа некој човек во првиот век, нема работа, дома има семејство кој што треба да го прехрани. Се обидува да најде работа, едноставно не може да најде работа и или ќе го остави неговото семејство да умре од глад, или ќе отиде кај некој побогат човек и му рече: ние ќе ти бидеме робови, ќе ти служиме, дај храна, дај покрив над главата. И доста луѓе го правеле тоа во тоа време. И робовите во тоа време немале баш некоја своја волја, немале баш некои своји права. Единствено нешто што нив ги засегало е што е волјата на Господарот и треба да извршуваат таа волја на Господарот. Толку. Од време на време, кога им скиснало, кога им дошло преку глава од тој живот, некои од робовите одлучувале да избегаат, како што направил Онисија. Сега, кога роб ќе избега во тоа време, некои од нив ги наоѓале, некои не ги наоѓале. Некои успешно бегале, ќе почне живот од почеток и на крај никој не знае каде е, настанал тој си почнал свој живот, нов живот. Ама некој пат се случувало тие робови да ги пронајдат. И кога ќе го пронајдат тој роб и кога ќе го вратат назад кај неговиот господар, римскиот закон во тоа време речиси му дал речиси одврзани раце на господарот што тој може да направи со неговиот роб. Најлошото нешто што може да го направи е да го даде на погубување. Ако господарот не сакал да го даде својот роб на погубување, бидејќи во тоа време да купиш роб не било ефтино. Ако го даде на погубување, изгубил пари. Ако не сакал да го погуби, ама сакал да го научи на некоја лекција дека веќе не треба да бега, имал некои други опции. Нели, казнување и така натаму, но некога се случувало следново. Некогаш робовите кои што бегали, кои што после биле враќани кај нивните господари, се разбере на сила биле враќани кај нивните господари, ги жигосувале. Ќе земеле едно железо, ќе го бутнат во оган и на крајот тоа железо била буквата Ф, се разбира од железо направено. Ф затоа што фугитивус на латински значи бегалец. И ќе го земат тоа жешко железо и ќе го обележат робот на челото со буквата Ф. Ќе го жигосат. И кога ќе те жигосат на тој начин, ти до крајот на животот ќе носиш буквата Ф на своето чело. И кој да те види, кој да те сретне, ќе знае дека ти си бегалец. Или дека барем во минатото си бил бегалец. И на некој начин луѓето ќе знаат дека ти не си човек на кој што може да му веруваат, бејќи ти си некој кој што забушава. Ти си некој кој што може да избега во било кое време. Ама тоа им бил начин на кој што ако не сакале да ги погубат, ги казнувале, тоа бил еден од начините на кој што ги казнувале во тоа време. До крајот на животот на своето чело носиш буквата Ф. И во такво општество во кое што не било промовирано простувањето, во такво општество во кое што господарите ги казнувале своите робови кога бегали после кога на сила ги враќале кај нив, Павле му вели на Филемон, сакам да направиш нешто што ќе биде сосема понекво од се што го прават сите господари на робови во твое време, можеби некои од твоите пријатели. Оно што Павле го поборал од Филемон е да направи нешто револуционерно. Тој роб кој што твоите пријатели кои што исто така можеби имаат робови, кои што кога би се вратил дома, они би го казниле, јас сакам ти да го прифатиш на ист начин како што ти би ме прифатил мене кога јас би ти дошол на гости. Зошто? Затоа што Евангелието вели дека токму тоа е оно што Христос го направи за тебе. Ти сгреши против Бог, ама поради Христос тебе ти е простено. Како што тебе ти е простено, ја очекувам ти да му простиш на Онисија.
Ние денеска не живееме во време каде што има робови и така натаму, никој од нас нема роб по име Онисим, ама секој еден од нас си има по некој Онисим во животот. Нели? Символички гледано. Некој кој што не изгрешил, некој кој што не повредил. И сличноста на денешното општество со тоа општество тогаш во првиот век е што како и тогаш, така и денес луѓето не се баш многу склони кон простување. Склони се кон одмазда, склони се кон тоа да се лута, склони се кон тоа да сакат да им вратат на другите за да ги научат на лекција, ама луѓето не се склони кон тоа да речат простено ти. И затоа Божиот повик за нас денес, како и за Филемон во првиот век е: ако имаш некој Онисим во животот, а сигурно имаш некој Онисим во животот, прости на таа личност. Прости на таа личност. Зошто? Затоа што тоа е она кое што Христос го има направено за тебе. Не е секогаш лесно да простиш. Не викам дека секој пат, да, готово ја простив. Некој пат е борба, согласувам. Ама за оној кој што го следи Христос, за оној кој што го добил Христовото простување, секој пат ќе биде возможно да го даде истото тоа простување на луѓето на кои што му сгрешили во животот. И во 12 стих, односно во 11 стих, апостолот Павле вика: и го праќам назад. Го праќа Онисим назад. И тука е многу важен дел, многу важен момент во целото ова послание. А тоа е дека Онисим се вратил назад кај Филемон, што на некој начин е знак на покаяние. Направил белја, иако таа белја ја направил во минатото, ама се вратил назад да се соочи со своите гревови од минатото. Најверојатно Павле го поттикнал, бидејќи вика: Павле, јас ти го праќам назад. Најверојатно Павле му рекол: Онисим, да, ти си ново создание во Христос, ама треба да се помириш со Филемон. Треба да се соочиш со гревовите од своето минато. Во смисло да се соочиш, Бог ти простил за тие работи, ама треба сега да отидеш ти кај Филемон и да побараш простување исто и од него. И тука имаме една многу важна лекција на која што ни учи Евангелието. А тоа е дека Евангелието не учи да се соочиме со гревовите од нашето минато и да отидеме кај луѓето на кои што сме им сгрешиле и да побараме простување. Зошто? Ја до сега зборувам за тоа дека ние си имаме по некој Онисим во животот, некој кој што ни сгрешил. Ама некој пат ние ќе бидеме во улогата на Онисим и ќе имаме некој Филемон во животот. Некој на кој што пред недела, месец, година, 5, 10, 20 години сме му сгрешиле, сме му наштетили на некој начин. И Евангелието не ни учи на Бог ти прости, тоа е најважно. Да, Бог ти прости, слава на Бог за тоа. Ама иди им побаре простување и од Филемон. И кога Павле го пратил Онисим назад кај Филемон, Павле не знаел дали Филемон ќе му прости. Може и Филемон не мога да му прости. Може и Филемон ќе сакал да му се одмазди. Ама Павле знал дека тоа е правилното нешто кое што Онисим треба да го направи, и Онисим знал дека тоа е правилното нешто кое што треба да го направи. И затоа на некој начин Онисим се вратил назад на свој ризик. Не знаел која ќе биде реакцијата на Филемон. Големи биле шансите да му прости, ама никој не може 100% да биде сигурен за тоа. Ама сепак се вратил. И тоа е тоа на кое што ни учи Евангелието. Да се вратиме назад кај оние кои што сме им сгрешиле и да речеме: прости ми. Бог ми прости, Бог ме промени, Бог ми покажа дека тоа што го направив не е во ред, и јас сега барам простување и од тебе. Не е доволно само да кажеме: Боже, прости ми, или Боже, ти ми прости, слава ти на тебе. Океј, слава на Бог за тоа што ни простил, не викам не. Ама секој пат кога ќе дојдеме кај Бог и речеме: Боже, ти ми прости и фала ти за тоа, Бог ни вели: иди сега кај твојот брат, кај твојата сестра, кај твојот комшија, кај твојот роднина, кај твојот пријател и побарај простување и од нив. Евангелието ни повикува да ги расчистиме сметките од минатото. Не да ги расчистиме во нас ако некој ни сгрешил да му се одмазнеме, туку ако ние сме сгрешили некому, ние да отидеме и да побараме простување, па дури би рекол и да прашаме како може да надоместиме штетата која што сме ја нанеле со своите зборови или пак со своите дела. И затоа денеска не треба да размислиме во контекст на ова послание, не треба да размислиме само кој е твојот Онисим во животот, туку кој е твојот Филемон во животот. Која е личноста која што си ја повредил со твоите зборови, со своите дела.
Може би станува збор за некој со кој што се уште си близок, ама таа личност не знае што си им направило пред многу години. Може би станува збор за некој со кој што порано се бил близок и сега веќе не сте во добри односи, ама се уште стои повредата кој што ти си им ја нанел со своите зборови или пак со своите дела. И Евангелието не учи, кога ќе се сетиме на тоа кој е нашиот Филемон, кој е оној на кој што сме му сгрешиле, да отидеме кај таа личност и да побараме простување. Не да се правиме на тошо, што вели нашиот народ, исто као ништо не се случило. Не, туку да отидеме, да се понизиме, бидејќи барањето прошка бара понизност, исто така од наша страна, и да речеме, еве што направив, сгрешив, сватив дека голема штета ти направив и те молам прости ми за тоа што го направив. Ако сметаме дека ќе се извлечеме само со тоа што ќе побараме простување од Бог, а не од ближниот, сме се зафркнале. Библијата јасно не повикува дека како Онисим ќе доживееме промена во нашите животи. Дека дел од таа промена е Бог ми ги прости гревовите, ама дел од таа промена е и поттикот да отидеме кај оној некој што сме му сгрешили и да речеме прости ми што можам да направам за да ја поправам штетата што јас ти ја направив. И затоа денеска размисли, и јас да се размислам, се разбира, кој е Филемон? Кој е твојот Филемон во животот? Која е личноста на која што треба можеби да и се јавиш, да и пишеш или пак како што они си направил за Филемон, буквално да тропнеш на врат и да речеш прости ми за тоа што го направив. Дали твојот Филемон ќе ти прости за тоа што си му го направил или си го направил? Не знам. Нема гаранција за тоа. Ама она што знаме дека на Бог му е мило кога ние се понизуваме на таков начин и бараме простување од оние на кои сме им сгрешили, бидејќи Библијата не повикува да се помириме и со Создателот и со созданието. Ако твојот Филемон ти прости за твоите гревови, слава му на Бог за тоа. Ако твојот Филемон не сака да прости за тоа што си направил, за тоа што си направила, ти веќе тука не можеш ништо. Тогаш веќе останува таа работа помеѓу него, неа и помеѓу Бог. Но секој еден од нас ќе се соочи или со Онисим, или пак со Филемон во животот. И начинот на кој што се однесуваме кон Онисим или кон Филемон во животот, односно начинот на кој што се однесуваме кон оние кои што ни сгрешиле, или пак оние на кои што сме им сгрешиле, во голема мера сведочи за тоа докаде нашата вера. Знаете, ние можеме, колку сакаме да зборуваме дека си веруваме, дека го следиме Христос, дека имаме простување на гревовите, дека сме спасени и сето тоа. Океј. Ама како се однесуваме кон грешниците и како се однесуваме кон оние на кои што сме им сгрешиле, во голема мера покажува докај е нашата вера, докај е нашата духовна зрелост, уствари колку навистина сме го сватиле Евангелието. Но покрај Филемон и Онисим во цела оваа ситуација во конфликт, да не ја заборавиме улогата на апостолот Павле, кој што на некој начин е некој кој што е миротворец во оваа ситуација. Некој кој што застанува помеѓу нив двајца и вели, чекајте, ајде, смирете се. И Библијата вели, блажени се миротворците. И некој пат можеби ќе бидеме во таква ситуација во животот. Некој пат можеби немаш Онисим или немаш Филемон, немаш некој што ти сгрешил или некој што си му сгрешил, барем во одреден даден период од животот. Ама некој пат ќе ги видиш Онисим и Филемон како се раскарани и можеби твојата улога ќе биде улогата која што имал апостолот Павле. Да се обидеш да ги помириш тие луѓе. Да им речеш, ајде простете си, ајде помирете се и ајде одете напред, во смисла кога во Божјата волја помирени и така што ќе си простите еден на друг, ќе побарате простување, ќе му простиш на тој кој што побарал простување. Некој пат ќе имаме таа улога во животот. Тоа не значи дека треба да си го пикаме носот во секоја манџа, дека ние секој пат ќе исправаме криви дрени во животот. Ама ако видиме дека нешто такво се случува во семејството, во црквата, ние сме повикани како Павле да речеме, ајде помирете се. Побарај простување, дај простување. Вие кои што имате деца и ние кои што сме чувале деца од време на време, многу добро знаеме дека некој пат децата знаат да се степаат и ние треба да ги одвоиме и да прашаме, чекај, што се случи, зошто се степавте? И најчесто се случува еден удрил, едно дете го удрило другото дете, па друго му вратило и така натаму. И во такви моменти, она што најчесто го правиме е, оној кој што прв почнал, велиме, извини се,
Оној кој што бил прв удрен, велиме, прости му сега, гушнете се и играте си сега пак. Нели? Тоа се случувало, го има цело време се случува тоа со децата. За жал некој пат луѓето во црква се внесуваат како деца и мора така да постапиме со нив. Некој повредил некого, другиот се лути и се раскарале што и да е, и во таква ситуација ние сме повикани како апостолот Павле да речеме: ова не е Божјата волја за вашите животи. Божјата волја за вашите животи не е вие да се карате овој вака ми направи, тој така ми направи. Туку колку и да е болно некој пат, да си простите и да продолжите напред да чекорите во Божјата волја. И има благослов во тоа. Има благослов кога бараме простување на оние што сме изгрешиле, има благослов кога даваме простување на оние кои ни изгрешиле, има благослов кога промовираме простување помеѓу две личности кои што се моментално во конфликт. И затоа некој пат ќе бидеме како Филемон и некој ќе дојде и ќе се покаја пред нас и Библијата не повикува да дадеме простување. Некој пат ќе бидеме како Онисим и сме сгрешиле некому и Библијата не повикува да се соочиме со нашето минато и да побараме простување. Некој пат можеби во одреден период од животот не сме сгрешили, не сме повредиле некој, или пак некој можеби нас не повредил, ама гледаме како тоа го прават две личности, можеби во домот или во црквата, и Библијата не повикува тогаш да бидеме миротворци како апостолот Павле. На некој начин како посредници да речеме: луѓе, не заборавајте што Христос направи за вас. Не заборавајте да живеете во светло и во контекст на тоа што Христос го има направено за вас. Побарај простување, прости му и чекорете напред во Божјата волја. Тоа е Божјата волја. Секој пат кога има конфликт, како за нашите семејства, така и за нашата црква. И има благослов во тоа. Има благослов кога бараме простување, има благослов кога даваме простување и има благослов од Бог тогаш кога промовираме простување. Бидејќи тоа е Божјата волја за неговиот народ.